Почитувани гледачи, добар ден. Добредојавте во 10-то издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Знаете дека тука и само тука ќе слушнете многу ставови што скоро па и никаде нема да ги слушнете, заради тоа што тука имаме слобода на говор. Денеска ни е гостин нашиот добар и познат соговорник и соработник Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи. Добре дојдовте и чувствувате се како дома, како што и секогаш умам да ви спомнам. Благодарам за поканата. Повторно секогаш се чувствувам прекрасно на подкастот Демократски импулс. И вие како водите. Ви благодарам. Првото прашање, најновата тема е сега, моментално, инаугурацијата на Доналд Трамп, староновиот председател на Америка. Кажете ми, многу голема фама се крена околу се ова кај нас од причина што нашиот премиер беше поканет или не поканет, или плати или не ли плати, се крена голема фама, не знаеме тоа точно што се случи. Што мислите вие околу се ова? Дали е добро што нашиот премиер е таму, или треба да се фатиме дали е поканет, дали не е, дали платил или не платил? Видете, добро е кој да е премиерот да оди по светот, да разговара со видни личности, луѓето од политика и се разбира од бизнисот, единствено затоа што така се воспоставуваат односи помеѓу Македонија и другите држави. Конкретниот случај за премиерот Мицковски што беше добро да оди и тој разговараше со видни личности, се разбира за доброто, за можност за инвестиции, соработка Соединените Американски држави и Македонија. Тоа е добра работа и тоа треба да го прави премиерот, тоа треба да го прави владата, мислам членови од владата, так. Се разбира министерствата, бидејќи со дома седење не можем ништо да постигнем. Но проблемот испадна и ова цела фама што се дигна и дека ДПМН, не велам ВМРО ДПМН, Так. бидејќи ВМРО е акроним и треба да си припадни во музеј и не заслужува партија да го носи тоа име, како и ниедна партија од Македонија не заслужува да го носи името ВМРО, бидејќи за жал овие партии се недостојни да го носат името и повеќето од нив се криминални структури, но тоа е да го оставам настрана, да се концентрирам на прашањето е дека тие изјави дека тој бил единствениот од Македонија што бил поканет од председателот Доналд Трамп. Тоа е невистина, бидејќи Да, единствениот на Балканот. Да, председателот Доналд Трамп не го има поканато премиерот Мицковски, но тие да се поштедат од ова глупост како што беа нападнати, се извинувам, како што беа нападнати, требаше само да кажат дека ние одиме да искористиме ова можност за да се сретнеме со бизнисмени, со политичари, кои што ќе бидат дел од владата на председателот Трамп и ќе немаше вакви проблеми. Знаете, кога лажеш, тоа се открива. Значи, лагата кај одредена група на луѓе, па и тука и кај премиерот Мицковски, ДПМН е на власт, со владата, поточно кажам, на влени, знам, тие се тешки на некој начин манипулатори и нон-стоп се служат со лаги, со измами, за жал. Инаку, не би сакал повеќе да коментирам на оваа тема, бидејќи е непотребна, но сакам да искористам приликата и да му честитам на председателот Доналд Трамп, бидејќи стана председател на Соединетите Американски држави, и таа промена и светот гледаме повеќе возбуден што ќе се случи понатаму, мене тоа ми се допаѓа бидејќи настанаа промени. Само да ве надополнам кога сме околу се ова, а тоа е дека оваа година, тоест овие председателски избори во Америка, председател Доналд Трамп направи еден своевиден исклучок и феномен би го нарекол тоа, а тоа е дека за прв пат во историјата на Америка лично он, го покани кинескиот премиер. Но кинескиот премиер не се појавил, го пратил свој заменик. Значи, само тој е поканет на цел овој настан, никој друг лично од председателот.
Доналд Трамп? Видите, не можам да кажам со сигурност, јас не сум запознаен дали кој кого точно покани, но знам со сигурност дека Мицковски не беше поканет и затоа реков дека таа негова група на луѓе, тие министри, градоначалници, кои што се моментално на власт, од партијата ДПМН, почнаа да лажат, да промовираат пред 2-3 недели дека тој е единствениот премиер поканат од Балкана, од Европа и така Тоа бил натаму. Мицковски поканат, тогаш значи ќе биде втор после кинескиот премиер, но не изјави такво нешто председателот. Сигурно не бил поканат и мислам дека, кажав во претходниот разговор, но да ја завршам мислата, мислам дека ова е добро и за светот, и за Америка, скратано да кажувам, бидејќи мене ми е подобро да кажувам Америка, Така. него Соединетите Американски држави, и така и американците викаат Америка, 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 и Да, и така вие сте натаму. американски државјанин, меѓу другото. Да, сум амерички државјанин, живеа повеќе од 30 години, се разбира, имам огромно искуство стекнато од Америка, но најважно сега што е, промените јас ги гледам, затоа светот е возбуден и мислам за Америка ќе биде добро и му посакувам на председателот Доналд Трамп да ја води Америка и економски и во секој поглед, во напредок, а и се разбира светот. И ми се допадна ке председателот Доналд Трамп, што кажа дека тој ќе биде човек кој што ќе се бори за мир. Наместо војни, бидејќи гледате што ни се случува во светот, имаме војни, луѓе гинат непотребно, стотици и стотици милиони луѓе имаат во последните 10-20 години изгинато во овие војни, никој фактички пак ќе се смират, никој не добива ништо, само ете некогаш за жал владите на одредени држави ќе пројават неразумност и креираат војни. Пак ќе кажам дека е ова добро и затоа кај нас во Македонија треба да настанат промени, бидејќи овие промени светот го движат напред. Не може една иста партија со години како кај нас што се овие три партии СДС, ДПМН, ДУИ, кои што нонстоп, значи ја уништуваат, ја разнебитуваат, ја плачкаат Македонија. Све уништија во овие 33 години, бидејќи на дело имаме, 33 години нонстоп пропаѓаме. Некој викаме ништо не се менува. Не е точно. Се менува, одиме надолу, пропаѓаме, ја што викам Значи се менува на полош. На полошо нормално секојдневно, бидејќи во Македонија да го решиме проблемот, број еден е, две работи треба да решиш, да го уништиш криминало, политички, стопански криминал, мито, корупција, тоа мора да се уништи максимално и да развиеш светска врвна економија. Без светска врвна економија нема кај да ги вработуваш луѓето, треба да креираш вработување, да градиш фирми, фабрики, тоа секогаш го кажувам, тоа е вистината. Ние треба да имаме иноватори, научници, а не доктори на науки, секој еден стана веќе скоро доктор на науки, катастрофа. Ќе разговараме и на тоа прашање, тоа е многу така едно чувствително прашање во нашето општество. Слободно може да се напиете вода. Спомнавте војни, дали Америка, кога веќе зборуваме за Америка и за председателот, староновиот председател Доналд Трамп, дали Америка чувствувате дека има и сила, моќ и желба и волја да ја прекине војната во Украина? Сигурно дека има волја и желба, поготово сега новиот председател Трамп изјави дека се ќе направи да ја прекине војната и да промовира мир во светот. И тоа е најважно, бидејќи никој, како што кажав, не добива и нема победник во војните, напротив, само имаме загуби на човечки животи, катастрофа е тоа, се разбира, економски, во секој поглед ние пропаѓаме. Значи, мирот ни е најважен да го имаме во светот, Америка тоа може да го постигне, е супер велесила и јас се молам секојдневно да постои мир во светот и војната што побрзо да заврши во Украина. Господин Јорго, председател Зеленски излегува и кажува како ние бевме изважани од НАТО. Јавно тоа беше пред неколку дена повторно, по 100 пат би го кажал тоа. Ние бевме изважани од НАТО, демек да знаевме што се ќе се случи, немаше ни да прифатиме нешто вакво. Што мислите вие, дали е тоа вистина, дали можеби НАТО изигра една игра на ни риба, ни девојка, што би кажале?
Видете, НАТО е светска организација која што си има своја политика. И во зависност од ситуацијата некојаш и она што можда ќе го каже го менува, бидејќи да животот е таков. Некојаш кажуваш вака, ама за година, 2, 3, 5 работите се менуваат и мораш да скреш, да промениш, правецот да го промениш, за да направиш промени како ние 33 години слепо гласаме за исти криминалци, исти идиоти, и ова ни се случува, затоа земјата ни пропаѓа. Значи, Зеленски што кажува, тоа е негово право тој тоа да го кажува и јас немам против неговото мислење, но еве гледам дека председателот на НАТО вели ние нема да дозволиме Русија да ни наметнува услови да не влези Украина во НАТО. Така да не се знае, тоа може да се промени. Зеленски нормално е под притисок, таму веќе 3 години изгинаа стотици Руси и украинци. А Украина пола е скоро уништена и не е добро ни за Русија, ни за Украина, и затоа велам, јас се молам секојдневно да завладее мир и да се среди тој проблем. Америка може да помогне многу и се разбира и други држави. Ја спомнавте Америка. Кажете ми, што мислите вие околу Крис Павловски? Крис Павловски е македонец по потекло од Македонија, мислам дека е роден во Америка. Значи наш човек од тука по потекло, негови двајца негови партнери од неговата компанија, како што е спомнато, се во најновата постава на Доналд Трамп. Едниот е министер за трговија, а другиот е шеф на разузнавањето на Доналд Трамп. Дали ние како Македонија добиваме нешто со сево ова или можеби ништо? Па видете, што мислам, се извинувам, јас сум малце настина. Што мислам за Крис Павловски? Па сигурно мислам најдобро. Затоа што е добро што потекнува од македонска фамилија, роден е во Америка и нормално државјанин е. Тој ја формира компанијата Rumble. Значи Rumble е слично како на YouTube, на Facebook, и е успешен бизнисмен и може да ни помогне доста. Затоа и премиерот Мицковски со него разговараше и Крис Павловски, господино, го има представено и го има запознаено премиерот со повеќе луѓе кои што си политичари и бизнисмени. И за мене има повеќе во Соединетите Американски држави, значи бизнисмени со потекло македонско или од други, да кажам, народи како што се турци, албанци, роми, кои што мислам од Македонија, кои што живеат таму и се успешни бизнисмени, можат многу да помогнат. И јас само едно би му кажал на Крис Павловски, благодарам што се залага за Македонија да направи нешто добро, а се разбира неговата конекција со новиот председател Доналд Трамп, тие се блиски и може многу да помогне. Вие имате своевидно големо искуство, 30 години, околу 30 години искуство со живење и со бизнис во Америка. Сте имале ваши 3 компании таму, ако не се лажам. Што мислите вие со вашето искуство, што би направиле тука за конечно нашата држава да најде еден правец, што би кажале да не оди само надоле, надоле како што спомнавте вие, има ли надеж за нашава држава да се спаси? Што би сториле вие? Јас во Америка имав 2 филмски компании за производство на долгометражни филмови, не 3, али тоа не е битно. Јас единствено мислам, бидејќи како човек кој што има искуство во Америка, има свој компании, а исто се разбира, доста имам познавање од берзата, подолго време и ден денес инвестирам и работам на берзата, пратам цела ова ситуација, кои индустрии одат напред, кои индустрии се одат надолу, кои пропаѓаат фирми и така натаму. Значи, ние можеме многу да направиме за Македонија. Единствен спас за Македонија е да се развие на врвна европска светска економија. Тоа значи финансирање, огромна сума на пари секоја година. Јас како демократ спомнувам секојаш, ние треба да доделуваме секоја година по 2 милиарди долари. Тие пари додат исклучиво за капитални проекти. Капитални проекти се единствено проекти како фирми, фабрики
и така натаму, електроцентрали за производство на струја. Бидејќи ние не само што ќе ги инвестираме тие пари во економијата, ќе произведуваме нешто, дали е струја, дали е се извинам, дали се други производи, ние можеме тие производи после да ги продаваме. Ако се работи за струја, секако ние употребуваме струја, увезуваме по некоја скапа цена, ова ќе биде наше производство, ќе биде поевтино и така натаму и сите други производи. Значи не постои земја во светот. Не постои земја во светот што оди напред, а нема свое производство. И производство не е само да произведуваш коли или да произведуваш храна. Производство е исто да изфрлуваш преко образование врвни стручњаци, научници, иноватори, кои што ќе денес без технологија, нема напредок. Ние имаме паметни луѓе овде, ама нашата власт, ова, претходната и овие 33 години, наместо да ги инвестираат парите, стотици милиони евра, во луѓе кои што можат да измислат нешто, нови иновации, преку нови иновации гледате што се случува. Во Америка од 50 најголеми држави во светот, 49 се наоѓаат во Америка. Значи, почувајќи од Microsoft, Google и други така натаму, значи без производство нема, значи огромна сума на пари, по 2 милиарди евра, наредни 10, 15, 20 години да се инвестира и се разбира да имаме соработка со сите земји во светот, кои што економска, трговска и така натаму, и да креираме нови вработувања, не во јавнијата администрација треба да се намалат негде 70%, полека, не одеднаш да ги избркаш луѓето. Тоа не е решение, значи има начини како луѓето се пензионираат, луѓето се префрлуваат од, пример, од администрација во тие фабрики, производствени погони и така натаму, во земјоделие. Значи, кога зборувам во секој можен поглед, па и за туризма. Ние мора да инвестираме. Ние не можеме без пари да креираме, не знам што е, пример, ќе земам Преспанското езеро, уништено, упропастено затоа што нема инвестиции. Штета што ние имаме толку многу туризама, буквално ништо не правиме за нашиот туризам. Па не правиме затоа што државата не инвестира, затоа што државата, луѓето што ја водат, владата, не е само ова влада и претходните, Так. не сака да седнат и секој дневно да работат, не само да привлече странски инвестиции, туку и овие кредити што земаме, наместо да ги дават на неспособни градоначалници и советници, да ги финансираат општините за некои си идиотски тротоарчина и некои улици, ние и се разбира да ги даваат парите на нивните поддржувачи фирми, газди на тие фирми, кои што еве му даваат скоро 1,95 интерес. Тоа е катастрофа, а земаш кредит пример со 3,5% и ние разликата ќе ја плаќаме. Значи нашата инвестиција треба да биде директна во производствени погони, фабрики. И само така ќе одиме напред и никако друг начин. И затоа велам ова што го правиме ние да сме власт, тоа ќе го направиме. Господине Јорго, што би сториле, ви сакав да ве запрашам околу нашето здравство, конкретно еве онкологија, повеќе од 2 години, мојата мајка е веќе почината 2 години, таму на онкологија лежеше некое време и уште во незино време лекови немаше и до ден денеска буквално исто е, не е променето ништо, освен што никој не е од таму осуден. Што би сториле вие околу се ово? Прво ми е жал што вашата мајка почина и многу мајки, татковци и сестри и браќа таму имаат починато, бидејќи таму хаос во онкологија, како и во скоро секој сектор, секоја гранка од медицината во Македонија. Па видите, ова ни се случува, прво да кажам, затоа што, пример, ние имаме тотално неспособни луѓе, прво да почнеме од министерот, кој што Старонов. нема, тој Старонов, тој па 2 пати, значи беше, па пак го оставија, бидејќи Така. кога беше првиот пат, катастрофа беше.
Значи, вториот пат се го ставија затоа што да го уништи здравството. Ја мисля па да се поправи. Не, да го уништи бидејќи една се покажа тотално неспособен и тоа е договор помеѓу партиите, се разбира тука влен, да имаме, како и секогаш, значи се договара толку министерства, толку директорски места, толку ќе се вработат од кај нас, толку. Нив не ги интересира здравството и затоа нова тереџе здравството, затоа толку луѓе не умре и тоа е онкологија. Пред 2 години кога тоа ни се случуваше, кога дознавме што се случува на место Шеќерна лекови. водичка, како што спомнавте вие тогаш. Да, на место лекови шеќерна водичка и да му продаваш ти ако сакаш побрзо да бидеш да одиш на дијагноза рентген или што и да било, или лекови да добиеш кој што треба наводно, може и тогаш не му дава, ќе плаќаш тешки пари, илјадници евра и така натаму. И јас тоа го нареков таму во онкологија како да е во концентрационен логор и тие луѓе што беа, дали сестрите и лекарите и други луѓе што учествува во овој поклон на пациентите. Сестрата побегна надвор од државата, не се ни врати, мислам дека. Не, само сестрата поќе луѓе се во прашање и сестрата и сестрите и лекарите така натаму. Битно директорот е тука. Да. Тоа е најбитно дека директорот и замислите тоа е јас ги нареков тие злостори монструми дека се полоши од Менгеле. Менгеле во Втората светска война познатиот лекар Полошо кој што убиваше и ги мачеше луѓето, правеше експерименти и така натаму и така натаму. Сега јас до сега тоа не е разрешено и никој не е ставен по затвори, никој не е осудуван, тоа некако се турка за да се на еден начин замолчи. Но што би ние, јас лично како председател, а исто демократи, да сме во позиција, да сме во ова држава. Прво би почнале со повеќе работи, бидејќи за да го средиме здравството треба 3-4 важни работи да се случат. Број 1 не е само да се зголемат платите дупло на здравствените работници и сите кои што работат во здравството, тоа мора да се случи. Тоа не можеш 10, 20, 15, 2000, 10.000 да му зголемуваш на луѓето плати. Тоа треба зголемување, не може лекар во Македонија да е по 2-3 евра примање или медицински сестри под 1500-2000. И врвните лекари нека земат и 10 и 15.000 месечно и 20. Тоа би го направиле, но што е поважно, би креирале во Македонија една инфраструктура од 10 до 12 врвни, современи клинички центри. Не мамутски, како што планира да се изгради во Скопје и да не кошта милиарда евра и повеќе. Значи, ние сакаме да направиме на инфраструктура каде што од 10 до 12 градови, општини поголеми, ќе ги имаме овие центри и таму ќе се лечат 95 до 99% од граѓаните. Значи не само во Скопје како што е до сега. Не смее да биде така. Затоа што прво луѓето што доаѓаат од Струга, Битола и подалечите места низ Македонија, па тие попати изумрат. Имаш ти итни случаи кои што мора да се некогаш минути или се потребни да спасиш човечки живот, а ти го пушташ во Скопје, дур да стигне во Скопје во оваа гужва и свет му треба 5 сати. Дур да го примат ќе пола ден повеќе и нема да го примат ќе ти умри на вратите. А верувајте дека јас знам конкретен случај што од Гевгелија човекот е пуштен во Скопје за да умре во Скопје. Пуштен е жив, по пат буквално веќе при крај човекот за да почине и така и се случи, почина во Скопје заради тоа што за нем се препише грешката на Гевгелиската болница. Сигурно, тоа се случува. Значи, треба да се изгради таа инфраструктура, минимум 10 до 12 современи клинички центри, каде што 95 до 99 ќе се решаваат тие проблеми. 5% до 1% треба да имаме некоја врвна, да речеме гранка, каде што не можеме да ги решаваме проблеми во помалите општини, ќе се решават во Скопје. Но и Скопје не сме да се изгради на огромен клинички центар, каде и да било. Не е битно дали ќе биде во Сара или ќе биде Драчево. Значи не може, затоа што Скопје сепак е поголем град, преку 500.000 жители, треба во Скопје да се изградат 3 до 4, пример зборувам,
на различни локации помали современи клинички центри кои што ќе можат да ги лечат граѓаните, а не сите ние сега ќе трчаме Драчево или ќе трчаме во горе во Сара и додека стигнеме таму хаос. Значи тоа е најважно да се направи во Македонија исто. Значи и лековите, сите лекови што се супер скапи, има лекови верувајте ми по 4, 5, 6 илјади денари, луѓето што не можат да си дозволат, сиромашните граѓани, да не зборувам за пензионерите. 100.000 пензионери има што земаат околу 15.000 денари пензија, имаш 200.000 пензионери што земаат помоци од 25.000 и така натаму. И таа приоритетна листа треба да биде направена, како што кажав, и тоа ќе го направиме, за сите лекови што се скапи да бидат на приоритетната листа. А овие што се по 5, 10, 15 динари не мора ни да бидат. Значи, зборував за тоа и пак ќе кажам, и дека треба да се види, на пример имаме медицински факултет во Штип, имаме во Скопје, пример зборувам. Так. Треба да се види стварно колку нас секоја година ни се потребни лекари. Нас ни се потребни многу лекари, бидејќи сега не специјалисти, например гинеколози, не знам, и други што се струки. Може би моментално ни се потребни заради тоа што ги увезуваме моментално во странство. Да, тоа е точно, тие заминуваат затоа што таму се платени повеќе и имаат подобри услови за работа. Не може еден лекар кој што стварно амбициозен е врвен лекар да ти работи ти во болниците овие наши во Македонија, ја што ги викам ги претворија во мртовечици. Нема опрема, нема респект према лекарите, нормално бидејќи ние како пациенти луѓето сме нервозни, мислиме дека лекарите ни се криви, медицинските сестри, има и такви, има и луѓе што земаат мито и сакам да кажам дека и четврта работа е да се бориме против криминалот во здравството. Значи, какво мито? Нема мито, нула мито. Во Америка кодите, живеев, кажав, преку 30 години, нема мито. Ни еден лекар не бара мито, ни една медицинска не бара мито. Значи, не сум слушнал некој лекар да 350 милиони жители има во Америка да го бркат за мито. И можда, ајде, да кажеме, има, тоа е нешто неверојатно. Добро, значи, нема. Се носели таму по тие болници во Америка сокче, коваче, нешто над сестра, над пример доктори вискири или тоа е само македонска работа? Поклони не се дават. Кога ти му носиш сокче, обланда, не знам тоа, што има и виски, има и виски, има поскапи работи, тоа е подкуп. Нема што нашиот пациент, нашите граѓани ние да му даваме, на некој ти се родило дет, ја знам луѓе што давале по 2, 3, 5 илјади, кава 100 евра, ајде части се докторке, части се, не смее тоа. Тоа е криминал, тоа е подкуп. Значи ние тоа мора да го искорениме и граѓаните да знаат, не треба да дават на никој ништо. Тие се таму вработени. Но ние сите како граѓани треба да се бориме медицинскиот персонал да зема дупло поголема плата или 200%. И исто ова што кажав, треба да го уништиме криминалот во здравството. Не може ти лекари да имаш и да му бараш или медицински сестри или не е бито кој на пациентите, а повеќето од нашите пациенти што одат во државни болници се многу сиромаси. Значи тоа мора да се искорени. Јас мислам дека и има и други работи што треба. Значи ние мораме, како петта точка, мораме лекови да имаме во резерва. Не може да кажеш нема инсулин. Како нема инсулин? Па тендеро, па не порачавме на време, па не знам проблеми имаме со тендерите. Министерот кажал, најнова вест, лекови ќе добиеме за 2 недели. Па што ќе прават пациентите 2 недели? Биолошка терапија за онкологија, луѓе болни од... Па за нив кажа 2 недели. Да, не само 2 недели, тоа е лагате подолго време. 2,5 години. Значи подолго време нема. И тоа ни се повторува. Значи ние мора законски, тие што се дали е министер, луѓето што треба да набавуваат законски криминално да ги бркаш, ако тие не набават лекови на време. И лековите треба да имаш во резерва за 6 месеци до година тема. Значи не можеме ние, ни текнало, сега се променила нова влада, доаѓа,
не знаеш кој е полош, па нема има. Значи закон треба да се донеси, да се каже, вие сте организатори, вие набавувате лекови и треба тие лекови јавно сите ние граѓани да знаеме кога се прават тендерите. А не некој наши, и не е битно дали се од странство некои фирми, кои што се прават во 4 очи и тука се краде милиони и милиони евро. Спомнав толку патите за докторите и така натака. Тоа мислам дека би се решило кога ние како македонски народ сите заедно со докторите кои они би повлекле некоја иницијатива заради тоа што нив име во полза нормално околу нивната плати, кога ние сите би станале на протест заедно со нив, кога би имало маса, толпа на народ, тогаш било која влада нема каде да оди и мора тоа така да го направи. И не само со нив, и со полиција, и со било кој, кога ние како македонски народ би му дале подршка на тие протести, би било тоа така. Јас една работа можем да кажам. Кога некој организира протести, пример синдикатот за здравство, има 2 синдиката, или не знам кој, или лекарите, или медицинските сестри, нормално треба ние сме политичка партија, треба да учествуваме, да им помогнеме во тој протест. Пример, зборувам. Треба и граѓаните, не само македонскиот народ, сите граѓани на Македонија, македонските граѓани. Мисле сите граѓани, така. Да се разбира, да учествуваме во тоа, дали се работи за образование, дали се работи за здравство, дали се работи за вработени во јавната администрација и дали се работи, се разбира, за минимални плати. Не може да луѓето да живеат на 22.200-300 денари или 500 денари. Значи, или дали се работи за пензии, па не може пензија да биде помало од 30.000 денари. Кој може да живее со 15, 17, 20? Значи, ние треба сите граѓани да учествуваме во ова и заеднички да застанеме, не е битно кој, за кои се проблемите, дали е за војската. Еве, гледате професионалните војници ги третираат како обични, не знам, не сакам ни да употребам таков збор. Не им дават пензија. Па не само што не им дават пензија, на 45 години ги бркаат од работа, па најдувајте се па работите што сакате. Не може така, значи треба да се обезбеди пензии, да се обезбедат поголеми плати за професионалните војници и за сите други вработени, треба да се обезбедат се разбира услови, а не, пази, слушам, гледам, читам професионални војници, една конзерва од, пример да речеме, паштета или не знам што ја дела двајца. Тоа е невидена глупост идиотска. А од друга страна, Министерството за одбрана троши пари за нови коли или за шетање, за патни трошеци, бифтеци и така натаму и така натаму. Значи, ние треба да се бориме сите, но само исто сакам да упатам порака и до докторите, и до просветните работници, и до луѓето што се во сите професии, и полиција, и војска, и се, дека ако сакаат да настанат промени, треба да престанат да гласат за овие 3 партии, 4 партии, 5 партии, кои што се веќе на власт и биле на власт, а тоа е 3 децении изборуваме. Значи, ако ти нон-стоп гласаш за истите кои што ти го уништуваат животот и уништуваат својата држава Македонија, значи нешто не е во ред со нас. И ако ние имаме лекари интелигентни, медицински сестри, просветни работници и сите други работени во Македонија, нон-стоп, значи знаеме, гледаме колку стотици илјади гласови одат на овие партии кои што, тие се тие партии што не обезбедуваат услови во здравството. Начинавме темата здравство, ја почнавме. Ви сакам да ве запрашам, во последните 6 месеци 20 деца, на жалост, го загубија својот живот, почина, бебиња, деца и така натака. Еве, најновите вести доаѓаат токму од Прилеп, кога 2 близначиња поради премрзненост во 21 век, навистина не во болница, него дома, во домашни услови, но што може државата тука да стори, дали треба некако да ги згрижи овие сиромашни фамилии, да се можеби да се создадат некои фондови, за да не ни умираат деца од премрзаност во 21 век. Сакаш да кажеш државата да се грижи за социјални случаи за сиромашни луѓе. Така е, заради тоа што има многу на Facebook кампањи, броеви, ние, народот,
кој колку може донира, државата никогаш ништо, барем 90% не го правите. Како можам да те разберам, ова држава е криминална држава. Секој треба тоа да го знае. 33 години за жал доаѓаат криминалци политичари, кои што имаат единствен интерес да се богатат, да си ги богатат своите фамилии, своите деца и така натаму. Гледате на овие супер богати луѓе кои што го стекнале богатството, 99% од нив со плачки, дали се тоа политичари или бизнисмени. Нивните деца возат Поршина, се школуваат на најскапи факултети во светот, милионери, милиардери некои се, али повеќето се милионери, не ги интересира доброто на Македонија, социјалата, сиромаштијата. Зборуваш за две деца дома замрзнале, сигурно Да. тие две деца што замрзнале дома, немале родителите да купат не само сиромашно семејство. Па нормално, немале да купат, да потрошат на огрев или на струја пари, Сигурно. немале и да ги хранат кој што треба. Значи државата секогаш треба да му помага на сиромашните граѓани. За да му помага на сиромашните граѓани, треба на власт луѓе да бидат честни и поштени. Без луѓе што се честни и поштени и најважно хумани, ние во Македонија изгубивме хуманост. Немаме ние политичари хумани. Не гледаш цел ден се сликаат по цркви наводно да прикажат дека се тие ева веруваат во Бога. Какви верување во Бога бе? Тоа е све само сликање и реклама за само себе, демек да ги убедат народот, гласајте пак поново за нас, бидејќи сме ние добри луѓе. Верници. Па видите, што има политичар, оди во црква, се слика таму, користи цела ситуација. Оди политичар со деца со посебни потреби и така натаму се слика, ништо нема направено за тие деца. Дали се деца со аутизам, дали се деца со физичка попреченост, па и не само за деца се разбира за возрастни. Тоа е една голема фарса и знаеш што се случува кај нас, но јас би сакал да спомнам исто дека гледаме по социјалните мрежи, стотици и стотици луѓе бараат, споделуваме помош финансиска да се лечат во странство. Бидејќи тука не може да се лечат. А зошто не може тука да се лечат? Секогаш кажувам и пак ќе кажам. Државата, ние треба да имаме финансиски средства за сите луѓе кои што не можат да се лечат, немаме доволно добри лекари, опрема, не знам што немаме, треба да ги пуштаме во странство, ако има за нив лек. Ако има негде, дали е Турција, Америка, Германија, не е бито каде, да тие луѓе се лечат на добар финансиски, на фондот за здравство. Поточно, од буџетот на Македонија секоја година да се одделува за овие луѓе. Мене ми е дури неубаво кој ќе читам и жално е да читаш нон-стоп по фейсбуци, по социјални мрежи дека некој бара 10, 20, 50, 100.000 евра доди да се лечи и ги гледаш тие луѓе се неверојатно, некој може да собере пари, некој не може. Не ние да бериме пари за нив, државата да обезбеди финанси, како што кажам. Само така може да одиме напред. Да бидеме хумани, а хуманост кај криминалци, политичари, криминалци, политички структури, јас не ги викам повеќе политички партии, веќе тие прерасна во злосторнички здруженија, нив не ги интересира Македонија, не ги интересира болни луѓе, пензионери, сиромашни и така натаму, не ги интересира него. Него нив што ги интересира само пари, позиција, власт и што подолго достанат на власт за да не дерат и плачкат. Пред некое време се пушти, тоест пред неколку денови се пушти во промет пругата Куманово-Белјаковце. Што мислите околу се ова? Што добиваме ние со пуштање на овој правец? Па добиваме од Куманово до Белјаковце пруга каде што води, кај што викам, слепа пруга. Точно, слепа пруга не води до Белјаковце. И после не знам дали направија возот да може назад да се враќа или назад се враќа, но независно. Пругата е правена 20-30 години, ова е брука, како исто за пато Битола Прилеп, премиерот вика, не е бито кој, вели ние за 4 години ќе го направиме пато 40 километри, рамен, постои пат и така накнам.
тешко нас, бидејќи и други некои патишта што сега ги пуштаја, пример од Градско до Росоман и така натаму. Јас вчера доаѓав од Битола и возев на тој пат. Тој не е автопат, не е со две ленти, тоа е нормално магистрален пат и убав е патот. Не викам дека има во тоа проблем, но јас велам едно, од Битола, Ресен, Охрид, тој дел да се поврзе како Охрид со Скопје, Команово, значи треба да се направи автопат и тоа да биде за наредни 1000 години. И сега после таа траса кога е направена кој што треба, нормално се обновува и така натаму. Зошто тие направија со по една лента, кажи ми ти мене, а тоа го знае затоа што штедат наводно пари, ама викат еве прават нешто чудо. Па Битола, Прилеп, Кавадарци, поврзан со автопато Скопје, Гевгелија. Значи правише на мрежа за наредни 1000 години, така се работи, а не се нешто ќе направиш, па после 100 години 50, ајде поново па ќе додаваме уште една лента. Така да тоа е све се прави за да се потроши што помалце пари, за да останат повеќе пари во буџетот, за да може да ги искрадат парите, тие што се на власт. Сакате да кажете дека автопати не се градат секој ден, дека многу ретко се градат, но кога се градат барем да се направат како што треба, ако го сватив. Нормално. Нашата потрошувачка кошничка во моментов ВМРО ДПМН спомна дека ќе намалат, но во моментов се покачи за 400 денари. Што мислите околу вие околу се ова? Што мислам? Па, мислам дека ова е најголема измама и на ДПМН. Јас ми е жал што спомнувате ВМРО, не постои ВМРО, јас пак ќе речем постои ДПМН. ВМРО е наше револуционерно македонско од пред 100 и нешто години, тоа треба да се остави. Има партија во Бугарија, ВМРО, ама нема врска, нека се остави во музеј, но кажувам дека тоа е невидена лага и манипулација со граѓаните. Еве, ние ќе се бориме, ќе направиме новогодишна кошничка од 15 се разбира декември до 15 јануари и нема да дозволиме цените додат нагоре, така да ќе ве спасиме од сиромаштија. Глупост невидена. Не треба да не спасуваат нас со кошнички сиромашните граѓани, треба да не спасуваат со креирање на работни места, каде што ќе работиме и ќе имаме високи плати. Тоа е единственото нешто што треба да се прави и за самата кошничка тоа го правеше и кога беше ДУИ и СДС на власт. Купува заедно таму некој си шета. Тие великденска кошничка праве. Шета, кругови вртеа. Секој ден по нешто некој взимаше, купуваше. Се извинувам, ме тера на кашлање, но нема проблем. Независно од ова е најголема измама. Но сега најново е дека ССМ се жали и дури можеби најавуваат и штрајкови. Владачката партија вели дека сето тоа е партиски организирано. Види, СДСМ не треба ни да се жали, туку треба да се скрие во една голема дупка и како партија треба да пропадне тотално, бидејќи направи толку злодела за Македонија, така да и господино Филипче, кој што е новиот председател, имаше шанса, се разбира, беше министер за здравство и тој катастрофален министер. Мислам, јас не знам и зошто тој се нафаќа да биде председател. Јас мене би било страм да бидам председател на една криминална партија како СДС и ТПМ, не се разбира ДУИ и така натаму. Добро, господин Филипче своевремено беше дел и од ВМРО ДПМН. Независно од кај беше, така да тие немаат право, тоа сакав да кажам, немаат право да зборуваат и таму треба нека се скријат во една длабока црна дупка и тоа е тоа, бидејќи 33 години беа на власт, секогаш се на власт, бидејќи и двете партии секогаш се на власт, некогаш ќе држат централната власт, али и сите овие партии како СДС, ДПМН имаат секогаш градоначалници, советници и ги уништуваат, се разбира, општините, градовите и така натаму. Не би сакал за нив да зборувам, ми е понижење. Кажете ми, зошто вие како демократи толку многу се залагате за изборниот законник да се промени? Зошто толку се залагате за конкретно отворени листи? Што добиваме ние, тоест вие, со отворени листи? Па видете, изборниот законник е најголемо зло во Македонија, покрај други зло што имаме, бидејќи кога ти имаш криминален изборен законник,
тогаш што добиваш на власт? Криминалци. Кој го спроведува тој законник? Криминалци. Ние фактички гласаме за криминалци. 33 години. И затоа демократи го викаат дека криминалниот изборен законник е донесен на легален начин од пратениците во собрание, во корис на овие поголеми криминални политички структури. Ние мора да го промениме. Отворените листи значат нешто што би спречило и све што е досега криминално. Тоа значи дека кога имаш отворени листи, не гласаш за партии повеќе. Него за човек. Се разбира, не гласаш ни по националност, денес имаме партии албански, македонски, влашки, турски, што не, глупости невидени. И тоа е едно од најголемите зло во Македонија што ни се случува. И е нормално треба да имаме партии граѓански, да имаме партии на Македонија и сите ние независно вера, религија, нација да бидеме членови на тие разни партии и нашата идеологија да не води и нашите програми. Ние сите треба да се бориме за доброто на Македонија и за доброто на граѓаните на Македонија. Значи, отворените листи ни овозможуваат, затоа се бориме да се воведат, дека таму нема повеќе да се града да се гласа за партии, да кажат сега вака е. Гласајте, заокружете број 13 за демократи. А во тие 20 имаш секакви будали ставено, имаш можда и некој квалитетен, ама не знаеме дали е на прво место или последно. И во тие листи денес се поставаат и криминалци, и порано луѓе што направиле зло за Македонија, биле политичари или биле некои бизнисмени. И ти кој ќе одиш да заокружуваш, таму ги заокружуваш, значи се и се што. Заокружуваш криминалци, заокружуваш недобри луѓе. Покрај курто се шлепа и морто. Нормално. Отворените листи гласаме за квалитет, за личност. Јас вашето име го барам и ве заокружувам. А за да ве заокружам вас, вие имате квалитети, јас ја читам вашата биографија, кој што вие имате направено во последните 30 години и одлучувам да гласам за личност. Таа личност работи за доброто на граѓаните, бидејќи е изгласана од нас и председателите на политичките партии немаат никакво влијание и никој не треба да му се клања и да му се моли на председателот да бидат не само ставени на тие листите, туку да бидат ставени први и втори на листите, дека така шансите му се поголеми да влезат и да станат пратеници. Господин Јорго, чувствувам дека кај нас во Македонија постои некој своевиден, можеби, медиумски мрак, некоја медиумска поделеност во однос на подкастите со медиумите на телевизија. Што мислите вие околу се ова? Како е впрочем и во Америка? Вие таму сте живееле долги години. За жал во Македонија, наводно најмојните медиуми не се најмојни, националните телевизии вртат исти луѓе нон-стоп. Ги вртат криминалците, поранешни политичари, поранешни бизнисмени и не знам што, кои што, тие се луѓе кои што доведоа Македонија на ова дереče. Тие се тие луѓе кои што немаат идеи и кои што нон-стоп прават лошо за Македонија. Значи, можете слободно да видите кои се тие луѓе, кои се вртат. Значи, кога на телевизија гледаш, нема да спомнувам имиња, само ќе кажам, кога исти фаци се појавуваат, а тоа е направено затоа што овие медиуми се под контрола на партиите, овие како што е СДС, ДПМН, ДУИ и така натаму, и зависат од нас, од нив, и автоматски, во собрание се доделени 5 милиони евра за 5 најголеми телевизии годишно, за да си трошат парички и као наводно ќе прават реклами и така натаму, а бидејќи тие телевизии треба да имаат, во конкретниот случај, нивната заработувачка е од реклами. Ако имаш добра програма, луѓето ќе доаѓаат на твојата телевизија, ќе гледаат и што повеќе имаш гледаност, поскапи ти се рекламите и повеќе луѓе ќе се рекламираат кај те. Но тоа е таа приказна жалосна и затоа јас понекогаш викам дека медиумите се соучесници со криминалните политички партии.
Сакате да ми кажете дека секоја партија од овие две-три големи партии има во глобала своја телевизија и нивните луѓе се појавуваат таму, ако ве сватив, а за некои трети неутрални како што сте вие нема моментално место. Сигурно, тоа е точно го кажа и тоа е така. Но добро е што Па значи демократија нема. Не, нема демократија во медиумите. Пример, ние демократи сме тотално блокирани од медиумите. Не е ли срамота, постоиме 6 години, 2 пати, 3 пати не имаат викнато на телевизија. Медиумите треба да викаат и луѓе кои што би понудиле некои идеи. Македонија пропаѓа, ние тотално пропаѓаме секојдневно и знаеме кои се тие злосторници што ја уништија Македонија, тоа се владеачките партии, злото што го викам јас, кој што владееше 33 години, сега и претходно, и пак истите луѓе ги вртат, бидејќи тие не сакаат да слушнат нови идеи, да промовираат нови луѓе кои што ќе ги променат овие, бидејќи како што кажав за председателот Доналд Трамп, граѓаните на Америка е исто и на светот се сега возбудени бидејќи носи промени. Секоја промена нова е добра. Кај нас не постојат промени. Ние тониме и истите луѓе за истите гласаме, истите луѓе ни се на власт, значи криминалци ни доаѓаат на власт, еве гледате не се осудуваат, криминалците ќе се осуди некој нормално, ама милиардите, милионите ќе ги украдија, никој не лежи по затвор или малце ќе се замачка нешто, како што има случаи со многу од нив, но сакам да зборам за подкастите. Значи, подкастите се нешто ново, повеќе години постои во светот, во Америка се многу популарни, во други држави, и добро е за Македонија што имаме подкасти. Повеќе подкасти каде што луѓето како мене, како нашата партија демократи и други паметни луѓе ќе излезат и ќе зборуваат и не може никој тука да не спречи, благодарение на Facebook и други социјални мрежи каде што можеме без цензура некој да не крати, па не можеме да се рекламираме или не знам што. Значи тоа е добро и јас верувам дека пример како што е Демократски импулс, благодарам што стално ме каните. Да, вие сте еден од нашите соработници. Да, и гледам и добри гости многу каните, така да еве сакам Демократски импулс да стане еден од најпопуларните подкасти, има и други подкасти. Јас би отишол нормално кога би ме поканиле или би можел да одам и на други подкасти да зборувам. Значи тоа е добро, подкастите се нешто што треба што му треба на Македонија, што и треба на Македонија, поточно кажано, и ги поздравувам сите напори на и сите подкасти. Сега во поново време излегува подкасти дури и на телевизија. Колку ви држи тоа вода, дали е тоа можеби смешно или го поздравувате сепак? Ма не поздравам ништо, што да поздравам тие телевизиски куќи кои што досега се соучесници со големите криминални партии и кои се таму поканати на тие подкасти. Истите тие луѓе. Јас зборувам подкасти како Демократски импулс и како други подкасти, каде што ние можеме да бидеме видени, слушате и народот да слуши дека постојат луѓе со одлични идеи, постојат честни луѓе кои што можат во иднина да ја менаџираат, да водат Македонија во просперитет, да креираат функционална држава. Тоа мене ме интересува. Веројатно телевизиите забележаат дека губат и нема како, па ајде малку да направиме копи-паст, да копираме и затоа според мене можеби подкастите ги направи и на малите екрани на телевизија. Ма независно од тоа, тие се исти. Значи, тие може да имаат уште 100 подкасти. Многу е важно кој му се гости на тие подкасти. Нивните гости се исти личности. Од овие криминални политички структури или некои стопански, не знам, криминалци и така натаму. Овие денови е уапсен Раде Штекли, познатиот Раде Штекли. Дали можеби полицијата се обидува да се справи со криминалците, дали и оди според вас успешно? Исто така уапсен и висок функционер на МВР, што бил близок до овој човек. Како гледате вие на овој настан? Видете, ние како демократи секој се бориме против криминало. Поготово криминало како што е продавање на дрога и уништување на млади животи. Значи, тоа е една од најлошите
мислам, продавање на дрога и еден од најлошите криминали. Се работи за млади луѓе, мене не може да ми продаеш дрога или на некој друг што веќе има искуство и има години доволно, но на овие млади луѓе можеш да му продаеш, и тоа се продава други во основно и средно училиште, каде што застануваат зависници. Примерен ќе кажам, имам добар пријател кој што беше еден од главните јавни обвинители во Битола. Пред 10-15 години ми кажа, во Битола имаме регистрирано 2500 зависници од дрога. А има повеќе од 5000, ако не и повеќе, вика што не ни се регистрирани. Се замисли во Битола, тоа се повеќето млади луѓе. И затоа, мислам, за поздрав да се бркат овие криминалци и ние истото би го направили уште посурово, бидејќи Македонија е мала држава и све се знае, така да лесно се откриваат криминалците. Друго да имаш држава со 200-500 милиони или 300 милиони, многу е по-комплицирано да ги откриеш или да има интерес на откривање. Но овде треба да учествува не само полицијата, бидејќи ако тие вршат работата добро, тогаш треба јавното обвинителство и судството да не ни биде корумпирано, да ги осудува овие луѓе на долгогодишни роби и да го исчисти криминалот, поготово во продажба на дрога. Нашата председателка знаеме дека го помилува поранешниот градоначелник на Битола. Кога сме веќе кај оваа тема, луѓето што беа на некој начин, некои ги нарекуваат уставобранители, некои ги нарекуваат терористи, на 27 април, што мислите, дали можеби овие луѓе треба да се помилуваат? Видете, некој ги нарекува вака, некој ги нарекува така. Јас не мислам дека тие луѓе се терористи, но намерно... Според судот? Не според судот и властите ДУИ, тука СДС, намерно тие му подметнаа дека се тие терористи, тие не се терористи. Тие се луѓе кои што се бореа за некоја правда. За жал, некој од нив беа на погрешна страна зборувам бидејќи работеа за доброто на, ајде ќе кажам, на ВМРО ДПМН. Ама ВМРО ДПМН нема никакво заедничко нешто, и бидејќи кој ќе се фатиш со ѓаоло, а тоа се ДПМН-евците, значи автоматски ти ќе настрадаш. И тие луѓе ги осудија со големи затворски казни. Ние како демократи повеќе пати имаме повикано, не само пресаделката и пред ова да се амнестираат, да се ослободат и така натаму, и пак ќе кажам, повикуваме да се ослободат тие луѓе одма, итно, а не пресадателката Селјановска, треба да е страм, го ослободува криминалецот, градоначалник од Битола, Владимир Талевски, кој што требаше да лежи 6-7 години затвор, го помилува. А зошто го помилува? Тоа е еден пример, ослободуваш тежок криминалец, јас сметам дека политичкиот криминал е најопасна форма на криминал. Политичарите, функционерите треба да се осудат до доживотни затвори, дури да има и смртни казни. Тоа треба таа гнаса на луѓе треба да се исчисти една за секогаш, бидејќи тие се политичарите, функционерите, криминалци, тие се што ги носат законите и стимулираат, потикнуваат, поддржуваат секаков вид на криминал. Тоа значи стопански криминал, мито и корупција. И Селјановска нека си земи, нека си оди утре во канцеларија и нека ги помилува сите што беа осудени на 27 декември. Тоа е порака до пресадателката. Она говореше дека ќе го направи тоа кога беше кампањата. Што мислите, дали можеби некоја тактика, дали ќе ги помилува, дали чека нешто, дали се предомислива? Видете, тие зборуваат за време на кампањата, бидејќи таа беше представник на ДПМН и ДПМН многу ветуваа, многу го лажеа народот за да добијат гласови. Таа доби 500.000 гласови, тоа е брука невидено. Значи и председателката на Македонија, пак ќе кажам, да се вратам на важното, да оди утре во канцеларија и да земи да ги помилува сите овие што беа осудени за 27 септември и што беа
као терористи. Не се тие терористи. Тие само се бореа за доброто на, ајде да речем, на Македонија. Тука има и многу други работи, но единствено што можам да кажам, тие луѓе никогаш во животот кои ќе излезат од затвори да не бидат дел од ДПМН, партијата. Бидејќи ДПМН партијата ги стави во затвор и ДПМН партијата ги осуде, бидејќи не направија ништо да го спречат тоа. Дозволија СДС и ДУИ да ги наречат терористи и да ги стават по затвори. Тоа е страшна работа по 10, 15 и повеќе години. 7 странски државјанки се фатени во гостиварско, го злоупотребиле нивниот туристички престој во ова наша Република Македонија. Некои се сомничат нормално и за проституција. Што мислите вие, дали можеби треба да ја легализираме проституцијата кога веќе не можеме да се справиме, или вие можеби гледате дека добро ни оди околу ова поле, се справуваме? Ете, во Македонија има проституција на голема. Значи, само што не е легализирана. Инаку, сегде во сите општини, градови, постои проституција и за жал не знам никогаш во собрание не се дискутирало можност за легализација на проституцијата. Во Америка некаде е легално. Сигурно во Америка, Германија, Турција и во други држави, во повеќето држави на светот е легализирана. Ако е легализираш проституцијата, тогаш државата што добива? Добива контрола над проституцијата. А не вака имаме макро луѓе кои што ги малтретираат, експлоатираат, да речеме, сексуални работнички. Сексуални, да, што го кажа работнички, и не се заштитени воопшто. Државата се разбира губи, тоа е како сива економија, не добиваш никаков приход, не добиваш даноци и така натаму. И се шират многу болести. И тоа е нешто што е многу важно. Јас мислам дека ако човек се запраша што е подобро, дали вака или легализирана, кога една Германија, се зборуваме и Америка и други држави, да земиме Турција, да земиме Франција и Белгија, Холандија и други држави, можда е многу подобро да се легализира проституцијата и кој сака да оди после нема да биде прогонуван кривично, исто така и сексуалните работнички, тие се прогонувани, бидејќи не е таа легализирана, автоматски се креира еден криминал и имаме тука разни луѓе, не само женските во прашање, туку веќе и луѓето што го прават тоа и тие макро и све, оно што го спомнавме, така да треба да се размисли на тоа и да се донеси нешто што можда никогаш во Македонија како табу тема му е страф на луѓето да дискутираат и така натаму, можда треба да се легализира. На ова тема не сум размислувал и не би можел сега да кажам да, ова е најдобро, но сепак верувам дека треба да се заштитат жените кои што се занимаваат со проституција. Господине Јорго, изнесовте како и секогаш ваши ставови, прекрасни ставови, интересни за нашиот народ, за да ги слушне. Ви благодарам уште еднаш што ни бевте наш гостин во овој наш подкаст и се надевам и верувам дека повторно ќе ве видам тука при наша покана дека ќе дојдете. Благодарам, секогаш ќе дојдам, бидејќи ова ми е нешто кој што го чувствувам како свое, демократски импулс. Името е прекрасно затоа што дозволува секој граѓанин кој што сака, кој што има добри идеи да биде дел од ова и се разбира, тоа го поздравувам и благодарам јас како председател на Демократи што сум секојаш поканет за да учествувам и се разбира не само да критикувам, туку да зборувам за идеи, програми и решенија на нашите проблеми. И тоа е нешто што, за жал, големите телевизиски куќи не го дозволуваат, тие се само во системот за правење пари и се контролирани од големите
криминални политички структури. Вие сте едни од нашите соработници, така и ќе биде во иднина. Ви благодарам. А на вас, драги мои, се надам и верувам дека ова видео ви се допадна. Доколку ви се допадна, стиснете лайк, поддржете не со subscribe и споделете го ова видео како ви дошло до што повеќе луѓе.